Денеска би сакала да споделам со јавноста две исклучително важни информации поврзани со постапката за набавка на учебници за учебната 2021-2022 година и со процесот на нивна дистрибуција до основните и средните училишта. Најпрво информирам дека педагошката служба и преговарачкиот тим на Министерството за образование и наука оваа година успеа по пат на преговарање за 10 милиони денари да ја намалат вкупната цена за набавка на учебниците кои согласно актуелното законско решение кој регулира оваа област се одобрени да се применуваат во училиштата во државата, а за кои не ги поседуваме авторските права. Заштетата на средствата секако е важна, бидејќи тоа подразбира искористување за друга намена во интерес на учениците и воопшто на вработените во училиштата. Втората информација која ценам дека е важно да се сподели со граѓаните е тоа што процесот на дистрибуција исто така оваа година е многу подобро организиран и започнат порано од праксата која била воспоставена во изминатите години, така што учебниците ќе бидат дистрибуирани до сите училишта пред почетокот на учебната година и учениците ќе можат веднаш да почнат да ги користат. Нема да има доцнење и тоа да создава грижи кај учениците и кај нивните семејства дека одреден материјал ќе биде пропуштен или ќе се задоцни со неговото совладување, па учениците ќе бидат преоптоварени во одреден период. Би сакала да напоменам и уште една важна работа. За прв пат Министерството за образование и наука е на терен во училиштата и спроведува контроли дали испораката на учебници е направена согласно договорите. За прв пат во последните години, најголемиот дел од учебниците се пристигнати порано, на време. Учениците своите учебници ќе ги добијат на самиот почеток на учебната година. За прв пат, во печатена форма, во училиштето е пристигнат учебник по иновации, кој ќе им ја олесни работата и на учениците, и на наставниците, представувајќи еден патоказ во начинот на совладувањето на воспитно-образовните цели и задачи.